во ова издание. Дека е мајка? Дома е, тука у Вила Вонга. Звони да дојде тука од мајка. Дискриминацијата на ромите болна страна на македонското општество. Пандемијата зеде данок на физичкото и ментално здравје со разорни ефекти, анксиозност, депресија, несоница. Да се живее на месечината, научен предизвик за основци од над 40 држави, понудија дизајн за футуристичкиот град на црвената планета. Ќе ви кажем, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Ако е ром, значи е крадец. Ова е само еден од стереотипите во македонското општество. Еден немил неодамнешен настан ги покрена прашањата за дискриминаторскиот однос кон ромската заедница. Предупредување, видеото што следува содржи вознемирувачка содржина. Ова е првиот од серијата прилози на гласот на Америка за предизвиците на ромите. Повеќе од колегата Тоше Огњанов. Дека е мајка? Дома е, тука у Вила Вонга. Звони да дојде тука од мајка. Не знам и го ќе го носиме до таму. Дека бе да те носам ја бре? Ќе те носам. Плачот на ова дете создава грудка во градите. Повеќе име истепаа малолетник во Кочани, во населба каде живеат и македонско и ромско население. За случајот објави Цивил Медија и снимката бргу предизвика реакции кај ромската заедница. Верувам дека надлежните ќе го решат тој проблем. Но коментарите кои што ги читам на Facebook, некако како да го оправдуваат тој чин од страна на останатите, поради тоа што велат дека детето бил крадец. Погледнете какви стереотипи се случуваат за ромите. Настанот е дел од низата случувања во текот на оваа и изминатата година, кога припадници на ромското население се соочија со физички малтретирања. Од Хелсиншкиот комитет за човекови права, како виновник ја посочуваат и полицијата. Покрај стравувањата поврзани со здравствената криза, коренитиот расизам кон ромите се манифестираше во други сфери од општественото живење. Така се случивме со случај на политичка бруталност кон припадниците на ромската заедница изминатата година, која што на некој начин стана и чиста практика од страна на полициските службеници, што говори за постоење на расистички предрасуди кај нив и непрофесионално и незаконито постапување. Проблемите со дискриминацијата се појавуваат на повеќе нивоа. Здравствено осигурување, невработеност, но и децениски неравноправен однос од локалните власти. Каде што завршува асфалтерираниот пат, таму почнува ромската населба. И тоа се одолговлекува 30 години. Ромските организации укажуваат дека нетрпеливоста најмногу изразена во помалите општини. Таму, како што велат, на ромското население не му е дозволено ниту да влезе во локалните ресторани и кафулиња. Степенот на дискриминација во овие општини е толку висок, што они не ви дозволуваат да влезете, а не камли да се вработите. Дискриминацијата не го одминува ниту образованието. Децата роми без никаква категоризација посетуваат училишта за деца со попреченост или пак се распределени во посебни паралелки во редовните училишта, наместо да бидат вклучени и интегрирани во редовните паралелки. Припадниците на ромската заедница имаат едно главно барање: да бидат на исто рамниште со сите заедници во земјата. Имам чувство дека македонското општество нас ромите не третира како гости во оваа држава, не како граѓани од прв ред. МВР за случајот со тепањето на детето поднесе кривични пријави за 9 лица. Сепак, свеста за надминување на дискриминацијата, како што истакна и нашите соговорници, ќе треба да допре до целото население. За гласот на Америка од Скопје, Тоше Огњанов. Нова студија покажува дека не само физичкото, туку и менталното здравје страда во време на пандемија. И тоа не само кај пациентите, туку и кај оние кои се грижат за нив. Маријама Дијало со повеќе детали. Амина Вудс е социјална работничка и психотерапевтка во Њујорк, која минатата година ја поминала помагајќи им на клиентите да се справат со проблемите од доменот на менталното здравје предизвикани од коронавирусот. Луѓето не се чувствуваат добро, сосема се истоштени. Медицинскиот персонал кој се грижи за пациентите со COVID не е исклучок. Имаше голема благодарност за здравствените работници и нивната работа, но мислам дека никој не се загрижи за тоа како таа работа се одразила на нивното здравје. Официјалните лица велат дека ова е глобален проблем.
Pandemic has taken a huge toll on their physical. Пандемијата зеде данок на физичко и ментално здравје со разорни ефекти врз семејството и заедницата. Анксиозноста, депресијата, несоницата и стресот се зголемија. Им благодарам на оние што застанаа напред во една од најтешките периоди на човештвото. Вудс вели дека ги чувствува последиците. Имам моменти кога се чувствувам неорганизирано, нефокусирано, вознемирено, едноставно живеам во немир. Самохраната мајка вели дека забележала промени кај незиниот 12 годишен син кој посетувал виртуелна настава повеќе од една година. Дефинитивно му штети на неговото социјално и емоционално здравје. Никогаш не сум го видела. Извинете за солзите, никогаш не сум го видела толку тажен. Според неодамнашно истражување на Американската асоциација за психологија, долготрајната изложеност на ситуацијата со ковид донела негативни последици. Тројца на секој 10 клучни работници во студијата покажале пат на нивното ментално здравје од почетокот на пандемијата. Вудс вели дека нашла начини како да се справиме со ова. Чувствувам дека длабокото вдишување, кое може да звучи како клише, навистина помага. Понекогаш, кога навистина многу ми е тешко, одам во бањата да се исплачам и да се извикам. Помага. Во овој мал стан се обидувам да се движам колку можам или кога го фрлам ѓубрето, тоа го правам со ролерките и се возам. Некогаш едноставни чекори се потребни за да можат луѓето да ја истуркаат годината во време на пандемија. За крај на News Flash, меѓународниот надпревар за футуристички дизајн годинава тематски беше насловен како Градот на иднината. Еве повеќе за што станува збор. Congratulations! You did it! Основното училиште за напредно образование Ал-Хади во Хјустон, Тексас ја освои првата награда на меѓународниот надпревар за дизајн на градови на иднината. Имавме многу предизвици со коронавирусот и почитувањето на препораките за социјално дистанцирање. Многу ученици од нашиот тим предпочитаа настава онлайн. Некои пак одеа во училиште, но се организиравме. На крајот се исплатеше трудот. Некои од нашиот тим се разболеа од COVID-19. Тоа беше голем проблем и моравме да направиме пауза од неколку недели, па потоа да го надополниме загубеното време. Секоја година проектот за изработка на град на иднината привлекува ученици од сите делови на светот да учествуваат со идеи за иднината и како да го направат светот подобро место за живење. Оваа година темата беше да се живее на месечината. За овој научен предизвик се јавија ученици од 37 региони од САД, но и тимови од Кина, Канада, Нигерија. Тие понудија дизајн за футуристички град на месечината. We wanted to make a city that gave citizens everything they needed and more. In our city, it can rely on the resources that the moon is given. 42 тима обезбедија влез во финалето во еден од најголемите инженерски предизвици во САД, што вклучува 45.000 ученици секоја година. Discovery е инженерска група која го организира надпреварувањето веќе 29 години. I am always impressed every year. Секоја година сум импресионирана за темелноста во истражувањето од тимовите, за знаењето што го презентираат за конкретна тема, како стануваат експерти. Работењето на проектите може да ги инспирира учениците за иднината. Можам да искористам сознание од проектот за иднината, како инженерскиот дизајн. Сакам да станам адвокатка и да специализирам за животната средина. Научив многу информации за оваа сфера. Често пати слушавме од тимовите кои досега не учествувале во надпреварувањето, дека не знаеле дека има многу области во инженерството, како инженер по животна средина или земјоделски инженер. Освен стекнато знаење, победничкиот тим добива награда од $7.500 за истражувачки програми во нивното училиште, но и наградно патување во кампот Space, Хансвил, Алабама. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За најнови информации појдете на гласнааmerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.